Цените за дочек на новата година во рестораните во Кочанско-Виничкиот регион се движат од 1500 до 1800 денари за едно лице, што е на минатогодишното ниво. Такви се именијата што се нудат, а главната фора на ресторанџиите е неограничениот пијалок, ама од ограничен избор. Како суштината на новогодишната прослава да е гостите да се изнапијат колку што можат повеќе. Секако тука голема улога игра капацитетот на понежниот пол. Некои искуства од претходните години велат дека поедини ресторани останаа полупразни, а некои ги откажаа прославите поради намален интерес. Тој факт сам по себе зборува дека граѓаните полека ги менуваат навиките, што подразбира дека и гостителите треба да понудат нови содржини. Меѓутоа и кај едните и кај другите, однесувањето го диктираат цените и финансиската моќ. Оние на кои не им е до песни, ора и неограничена пијачка ги преваруваат понудите на туристичките агенции за да најдат некое прифатливо патување. И тука цените на аранжманите не се многу поразлични во однос од лани. Така пакетите за 4 дена со автобус се движат од околу 90 евра во Белград и Нови Сад и 100 евра за исто толку дена во Тиват. Во Софија новогодишното патување со автобус може да се најде за 99 евра за 3 дена, а за 1 евро повеќе и во Атина, но за 4 дена. На оние со подлабок џеп се нудат новогодишни аранжмани со автобуски превоз до Букурешт, Виена, Венеција и Париз за 100 до 300 евра, во зависност од градот и видот на новогодишниот пакет. Тие што сакаат да летаат со авион за 5-дневен аранжман во Рим треба да издвојат 400 евра, па и повеќе. А ако стандардот им дозволува, може да ги изберат екзотичните дестинации како Малдиви, Тајланд, Дубај, Барселона.